Поздрав од студиото на телевизија 21. Ја следите првата од серијата дебатни емисии како дел од проектот Маргините во центар, во реализација на Коалицијата за медиумска писменост со вклученост на неколку граѓански организации. Телевизија 21 е медиумскиот партнер. И токму затоа во нашето студио отвораме неколку теми кои се однесуваат на правата за заштита на маргинализираните заедници. Денеска зборуваме за една особено ранлива група, игнорирана од регулативата, па и од институциите, а толку присутна пред очите на сите – децата корисници на дроги. Кој и каде треба да им пружи лечење, ресоциализација и заштита, и зошто многу често не го добиваат тоа. Гости во студиото на оваа тема се доктор Лилјана Игнатова Китева од психијатриската болница Скопје. Добар ден, јас ви благодарам што дојдовте. Добар ден. Господинот Драги Змијанац од детската амбасада Меѓаши. Драго ми е што сте тука да поразговараме на оваа тема. И господинот Ивица Цековски од организацијата ХОПС. Поздрав и до вас. Ви благодарам на сите што дојдовте и што се огласивте на нашата покана. Зборуваме за темата за младите корисници на дрога, децата, кои во Македонија практично немаат лечење. Господи, ќе почнеме од вас, доаѓате од медицинските установи. Што се случува и зошто корисниците на дрога под 18 години не можат да влезат во системот? Значи, корисниците на дрога вообичаено се да почнат пред 18-та година, така да реално е очекувањето дека и програмите ќе бидат дизајнирани за млади. Меѓутоа, во нашата земја програми за млади речиси да нема, особено кога станува збор за третманот, а по третманот разбирам не само лекување, него и рехабилитација, ресоциализација и реинтеграција. За младите секако дека многу е важно да се превенира употребата на дроги, и тоа е и според конвенциите дека младите морат да се заштитат од употреба на дроги, но за жал, иако постојат програми како сегде во светот и во нашата земја за превенција од употреба на дроги, тие 100% никаде не делуваат. Така да секогаш останува една група на деца кои ќе употребуваат дроги, така да не можеме само да работиме на превенција, да ги затвараме вратите за третман, рехабилитација и реинтеграција. И тие деца порано се јавуваа во центарот кој ја го раководам, Националниот центар за превенција и третман на зависност од дроги, но од кога се адресира овој проблем дека програми за младите нема, дури тој центар ги затвори вратите за младите под 18 години, затоа што тогаш почнавме повеќе да размислуваме какви програми треба да има. Сакајќи да направиме подобро, застанавме повеќе години без програма за младите, што не е добро. Господине Цековски, вие доаѓате од организација од ХОПС, кратенката е Опции за здрав живот. Од време на време ја покренувате оваа тема. Кои се главните проблеми со кои се соочувате? Ова состојба се трудиме да ми ја пренесеме и на институциите и на јавноста, меѓутоа многу ретко најдуваме на слух. Претпоставувам дека немањето на слух за оваа проблематика произлегува од потребата да решението биде системско. И кај нас, кога произлегува таква потреба да неколку институции соработуваат за да изнајдат едно решение кое што ќе функционира, малку потешко одат работите, а освен тоа станува збор за една многу осетлива тема, дрогите генерално, а посебно кога се работи за малолетни лица кои што употребуваат дрога, и тоа е една од претпоставките зошто толку години не е изнајдено решение, што секако не е оправдување. Ќе зборуваме, претпоставувам и подоцна во емисијата, колку е итна всушност потребата за отварање на вакви програми. Ние ќе погледнеме еден прилог изработен на оваа тема, но претходно, господине Змијанац, како ова прашање, како овој проблем ги погодува правата на децата? Ние, ако забележувате, имаме неколку апсурдни ситуации. Прво, треба да пораснеш за да добиеш третман да може да се старта со лекување. Значи имаме пропуштено генерации кои се навлекле на дроги и веќе ги имаме испуштено од системот за превенција, рехабилитација, ресоциализација и заштита. Втор апсурд е што денеска не дојде
никој од ниту едно министерство, вклучувајќи го и Министерството за Јас труд морам да нагласам и дека социјална имавме политика. покането представник од Министерството за труд и социјална политика, но до утро И вршиме притисок сега граѓански сектор со поддршка на експертите се обидуваат да соработуваат во јас би рекол повеќе треба да се стави фокусот на превенција, затоа што пред се овие деца потекнуваат од ранливи категории, каде што нема контрола, дури некогаш ги употребуваат дрогата заедно родителите и децата, што исто повторно е трет апсурд. И сега замислите во тој трет апсурд, родителот добива третман, детето не добива третман. Значи има многу апсурди. Четврт апсурд е што многу лесно државата Република Македонија потпишува конвенции, ги ратификува, меѓутоа тешко ги спроведува. Замислите член 33 од Конвенцијата за правата на детето, ги обврзува државата да направи секакви напори за да може да се стави под контрола незаконското користење на наркотици, психотропски супстанции кои му наштетуваат на правилниот раст и развој на детето. Експертите може да кажат колку тоа штетно влијае. Ние секојдневно од четвртиот апсурд ги гледаме децата на улица како дишуваат од кеси лепило и повторно не преземаме ништо. И тоа се веќе голема, би рекол, регрутирана категорија на деца кои веќе ги имаме од системот испуштено и навистина таа немоќ на држава да гледаш ти статистика на се поголем број зависници на деца кои потребуваат дрога, а ти не преземаш ништо е поразително како држава која знае да се го не за да го превенира, да се вклучи во процесот, да го препознае, да се вклучи во процесот на ресоциализација, рехабилитација и да има простор каде што децата ќе добиваат можност за третман. Таков простор во Република Македонија за жал не постои. Јас сега предлагам да го погледнеме прилогот што го изработи нашиот колега, репортер на ТВ21 Бајрам Мемети за децата млади корисници на дрога и како се справуваат со проблемот, односно на што наидуваат во институциите, а потоа ќе ја продолжиме дебатата. Во Македонија нивниот број не се знае. Најчесто се нарекуваат фантоми бидејќи немаат никакви документи. Тие се насекаде околу нас. Дел се од нашето секојдневие, но за жал не ги забележуваме. Децата зависници од други се заборавени од институциите. Значи, ако сте вие дете кое што употребува дроги, имате многу малку избор во нашиот систем, да речам. Ќе треба да најдете некаков извор на средства за да ја набавите супстанцијата која што ја користите. Во таква ситуација никој нема да ви пристапи да ве праша како сте, што ви треба и така натаму, а посебно тоа нема да се случи од страна на представник на некоја институција надлежна за заштита на децата во Македонија. Ивица Циковски од невладината организација ХОПС, најголемата и најактивна организација во Македонија, која се занимава со решавањето на ова прашање, вели дека овие деца многу често живеат на улица. Како што вели тој, старателството на нивните родители е одземано и поради тоа најчесто се сместуваат во некоја од институциите за згрижување на деца. Но Циковски вели дека тука се појавува нов проблем. Овие деца многу често бегаат од згрижувачките домови, а некои од нив со месеци не се враќаат. Доколку, еве да речеме, вашите родители или старателот, односно Центарот за социјална работа, се измотивира да ве однесе на лекување, тоа нема каде да го направи. Ќе треба да чекате да доживеете полнолетство, за да може да пристапите кон некоја од програмите за лекување. Податоците на ХОПС покажуваат дека 8-годишно дете е најмалиот зависник од дрога во Македонија. Но за жал тоа дете мора да почека да наполни 18 години за да биде згрижено во некој дневен центар за лекување на зависници од дрога. Од Центарот за социјални работи на град Скопје признаваат дека не достигаат конкретни програми, а мерките кои се преземаат според нив не се успешни. Морам да кажам дека многу мал успех имаме во досегашната работа, бидејќи нема конкретни стандарди и процедури за работа. Министерството за труд и социјална политика нема податоци, ниту регистар за зависници од дрога. Од таму проблемот го префрлаат ке Министерството за здравство. Министерството за труд и социјална политика нема регистар за деца кои што се зависници од дрога. Проблемот повеќе би го лоцирал во здравствени институции кои што би требале да прават рана детекција, каде што би се дал ран третман за децата и каде што тие би биле евидентирани. Значи ние повеќе го фаќаме делот на ресоциализација и на она постздравствен третман, значи каде што ние децата би ги вратиле на улиците. Представничката на Министерството за здравство Лилјана Игњатова вели дека државата мора да се грижи за овие деца,
но засега немаат одговор на прашањето како да го сторат тоа. Не сме спремни и немаме одговор, адекватен одговор на ситуацијата со која се соочуваме. Значи, ниту имаме адекватен мониторинг, односно следење на состојбата и регистер на деца, колку деца употребуваат супстанции, нити регистер на деца, колку развиле веќе зависност, кои други ги употребуваат и така натака, или употребуваме податоци од разни институции, но немаме централен регистер за тоа. Така да кога една земја има лошо мониторирање, сигурно дека и припремите не се адекватни. Таа вели дека дневните центри за лекување на лица зависници од дрога не примаат малолетници и додава дека овие центри не ги исполнуваат елементарните услови за работа. Скоро да немаме центар според минимум стандардите во земјата, иако така ги нарекуваме. Така да не можеме да одговориме ни на со овие капацитети ни на потребите за возрастните, ни за потребите на малите, односно не даваме адекватен третман, немаме добар одговор во третман. Од канцеларијата на Народниот правобранител велат дека со години препорачуваат и алармираат дека состојбата со децата зависници со дрога е загрижувачка. Секојдневно, ако ништо друго, видливи ни се децата на улица, кои што поминуваат покрај нас и инхалираат лепило. Станува збор за деца на возраст од 6, 7, 8 години. Секојдневно поминуваме покрај нив. И ние како вработени кај Народниот правобранител, но институциите чија примарна грижа е децата, значи цел е децата, и гледаме дека од сите оние препораки кои што ги доставивме, меѓу другото, изработка на посебни програми, отварање на центри за третман и лекување на деца корисници на дрога, изработка и донесување на посебен протокол за постапување со деца корисници на дрога, кој што би бил поинаков од протоколот кој што во моментот се користи за возрастните корисници и зависници, од давање центри за поддршка, центри за работа со семејство, за да може да имаме и третман, и лекување, меѓутоа и рехабилитација и ресоциализација на овие деца, гледаме дека во пракса немаме ништо. За нас поразителен е податокот дека 3-годишно дете инхалира лепило или дека 8-годишно дете инјектира хероин. Ако тоа не е доволен податок, државата да превземе мерки за соодветно и стручно и просторно, меѓутоа и технички екипирање на определени центри за работа со оваа категорија, но и со возрастната категорија, тогаш верувајте дека како институција се прашуваме, не знам што би било поалармантно за да се освестиме и да започнеме сериозно да го разгледаме овој проблем. Поради растичките трендови на употреба на психоактивни супстанции меѓу малолетниците во Македонија, повеќе институции и организации на 22 септември оваа година формираа Национално координативно тело за деца кои употребуваат други. Во ова тело членуваат Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика, Министерството за правда, Управата за извршување на санкции, Министерството за внатрешни работи, УНИЦЕФ, Црвениот крст на Република Македонија и, како што спомнав, Сдруженијето ХОПС. Преку формирањето на координативното тело, членовите ја нагласија потребата за меѓусебна размена на информации и засилена соработка заради унапредување на механизмите за следење на состојбата со употреба на други меѓу малолетници, како и за превенција, за контактирање, лекување и за ресоциализација на децата кои употребуваат дрога. Го следевте прилогот од нашиот колега, репортерот Бајрам Меметис, за проблемите во врска со децата зависници од дрога и нивниот судир со институциите каде што практично не наоѓаат лечење. Ке ја продолжиме дебатата, односно разговорот во студиото на телевизија 21 на оваа тема. Господјо Игнатова, за колкав број зборуваме? Колку деца, малолетници, корисници на дрога вие имате препознаено во вашите регистри?
Значи, јас сум правила такво истражување на своја иницијатива, за да видам, односно иницијативата беше на Совет на Европа, да видиме како стојат работите со употреба на дроги кај младите во регионот. И јас собирав податоци за Македонија и за другите земји од регионот и тогаш добив информација од Ранка Милановиќ, од одделението за детска психијатрија при клиниката за психијатрија, од ХОПС, невладината организација, и добивме некоја бројка, јас ја не се сеќавам точно, но беше секако под 135-6-40 во различни години. Од малолетничките затвори добивав податоци и секаде има некој двоцифрени бројки, десетина или повеќе. Во Ранка Милановиќ имаше десетина во малолетниот затвор, потоа имаше во 25 мајка и Симпо за млади, 1-2 адресирани деца. Социјална група? Значи, некои од нив беа веќе осудени, некои беа во Ранка Милановиќ. Значи, институциите од кај ги добивав податоците зборуваат веќе за каква група. А она што исто е многу видливо и секој ден на улиците, гледаме на раскрсниците деца во трговските центри, пред трговските центри, ромска популација, малолетни деца, не само малолетни, него многу млади кои дуваат лепак или се на тренерките испрљани од бронза, оно што е за фарбање на ќумци, што зборува дека оно што го гледаме се деца од со низок социјален статус, деца кои не се интегрирани, деца кои се на улиците. Семејството е превентивен фактор, училиштето е превентивен фактор, одењето на училиште, навиките, хигиената, учењето за миење раце и сечење ногти, иако можеби не ни паѓа на памет дека е превенција за дроги, но тоа е превенција за дроги. Значи, од мали нозе наместо да бидат по улиците, да бидат во школски групи, Освен овие едуцирани. видливи деца корисници на дрога, господине Цековски, вие имате ли поинакви сознанија за тие што семејствата што знаат дека децата користат дрога, а всушност никаде не се гледаат, освен на приватен психијатар? Повремено и во нашите центри доаѓаат родители кои што забележале дека нивните деца употребуваат дроги, па доаѓаат за совети, нели од стручно лице и така натаму. Само сакам да напоменам дека до сега теренските тимови на ХОПС имаат исконтактирано над 90 малолетни лица само во Скопје, кои што употребуваат некаков вид на дрога. Секоја година контактираме по околу 30 различни деца и мислам дека оваа бројка доволно покажува за потреба. Дали расте постојано бројката? Постојано расте таа бројка и тоа не го кажувам врз основа на податоците кои што ние ги имаме, туку врз основа на истражувањата кои што самите институции ни ги даваат. И еве, например, пред мене, она што го прашавте, дали има популација која што не ја гледаме на улиците, која што не доаѓа од ранливи категории на семејства. Апсолутно да. Например, Европската студија за употреба на алкохол и други дроги меѓу средношколска популација, која што се спроведува во сите европски земји и во Македонија, во 2015 година на репрезентативен примерок од околу 2500 ученици од Македонија, значи без или со многу мала шанса простор за грешка, покажува дека, например, 11% од средношколците на 15 годишна возраст употребуваат седативи кои што не се препишани од лекар. 5% пробале марихуана во животот, 1,7% употребувале екстази во последните 12 месеци, инхаланти употребувале 1,4% од средношколците на 15 годишна возраст и ќе дојдам еве до хероин, 0,9% од учениците на 15 годишна возраст, од кои 0,8 инјектирале. Тоа се фрапантни податоци, имајќи во предвид дека еве, да речеме, во една генерација, училишна генерација, има околу 20.000 ученици, па по некоја слободна проценка, во една генерација
школска, да речеме, во Македонија има околу 180 деца, да речеме на 15 годишна возраст, кои што Кој нешто пробале. употребувале хероин. Зборувам за хероин, не за другиот тип на droги, од кои што 160 инјектирале. Значи, тоа се податоци кои што ни ги дава Институтот за јавно здравје во 2015 година, а неодамна излезе и студија поддржана од Европскиот мониторинг центар за дроги, EMCDDA, исто така спроведена од Институтот за јавно здравје, која што покажува дека трендовите на употреба на дроги помеѓу младите во Македонија се приближуваат до европските трендови, до западноевропските држави, и додека во тие земји има развиено системи за лекување, за превенција, за намалување на штети, кај нас апсолутно недостасуваат ниту програми за лекување, ресоциализација и реинтеграција на овие Со вакви млади. бројки, речиси е несватливо како може да нема програма и протокол за лекување, односно како може да отсуствува комплетно овој сегмент од здравствениот систем. Господине Змијанец, каде вие имате извршено притисок, со кого сте контактирале за да дојдете до некакво решение кое се уште го нема? На почетокот кажавме дека мора системско да биде решението. Значи, нашата улога како граѓански организации е прво да го детектираме проблемот, да партиципираме во решавање на проблемот, да го забележиме, истиот го упатиме. Еве, ХОПС е дел од Македонската коалиција за заштита на правата на децата, каде што Мегеш ја има основан уште 97 година и редовно достава одредени забелешки во однос на употребата на дрогата кај децата и бара од комитетот да достави конкретни препораки до државата, бидејќи ја има подпишувана и ратификувано конвенцијата, да направи програми, дневни центри за рехабилитација, ресоциализација. Каде за кочија тие? Само да ви кажам, нашата улога не само да го детектираме и да нотираме, да забележиме, туку да извршиме мобилизација на јавното мислење, да извршиме политички притисок и на крај да го мобилизираме системот да го реши проблемот. Сега ние што правиме? Отсуствува тука еден многу важен момент. Медиумот, вие сте, значи, креираме јавно мислење за потребата. Се намалува границата. Еве ќе кажа дека најмал корисник на кој употребува дрога е дете од 2 години. Значи, ако е дрогата побрза од државата, државата треба да направи превентивни програми за да биде побрза од дрогата. Државата мора да ја укину возрастната граница за да може децата да добијат соодветен третман. Толку години сета ова голгота на децата кои потребуваат дрога трае, да едноставно ние стануваме како соучесници во однос на немокноста да им помогнеме на тие деца кои се, би рекол, деца кои ги гледаме секојдневно на улиците. Значи, прво не остваруваме квалитетно остварување на надзорно остварување родителско право од страна на центрите за социјална работа. Второ, нема одземање на родителско право на родители кои се немокни да се справат со деца кои користат дрога, најчесто и по нивна вина. И трето, немаме згрижувачки семејства за деца кои потребуваат дрога на едуцирани старатели кои ќе им помогнат на овие деца, затоа што едноставно ако детето го враќате во семејството каде што родителите употребуваат дрога, вие ништо не сте сториле. Тоа дете само продолжува да ја употребува дрогата и едноставно имате неколку дечиња кои умреле од употреба на дрога, иако биле дури и медиумски во јавноста евидентирани како случај. И пак ќе кажам, отсуствува еден системски напор. Тој системски напор во овој момент во студиото го нема. Да, секако вие спомнавте дека пред 15 години последен пат сте примиле дете на лечење. Што се случува во меѓувреме? Не баш така. Но сакам да додадам во врска со ова, со податоците и во врска со ова што Драги го рече, ние сме соучесници. Како сме соучесници? Затоа што одговорноста не доаѓа само од таму што правиме и дали тоа што го правиме е грешно, него одговорни сме и за тоа што ништо не правиме. И кога имаме адресиран проблем пред 15 години, она што сум рекла, и за 15 години се развива програма, можда не се развива за 5 месеци, но за 15 години и како има време за припрема и развивање на добра програма околу податоците за деца. Сакам да кажам дека градот Скопје покрива советувалиште за млади. Значи, градот Скопје што уопште во нивните задачи нема третман,
поддржаа советувалиште за млади во невладината организација ХЕРА, каде што работат тројца експерти од Центарот за зависности, од Националниот центар, каде што гледаме по 100 млади од училиштата. Додека во центарот каде што работиме ние во изминатите години имавме од 1 до 10 такви случаи. Значи не дека ги нема децата. Кога ви се затворени вратите, они нема кај да дојдат. Кога го отворивме советувалиштето, видовме дека многу млади од средните училишта на град Скопје имаат потреба да се советуваат и тогаш дојдоа 100 деца од 1 во центрите, 100 во советувалиштето, но таму нема фармакотерапија, таму има само советување. И уште нешто, Македонија со поддршка на Совет на Европа произведе една алатка онлайн, интернет алатка, Drug Help EU се вика, на која младите анонимно може да ја посетат, да си направат само проценка колку е голем ризикот на нивната употреба и да добијат информации каде се може да се обратат. Тоа е алатка. Дали се користи таа алатка? Да, имам податок. Таа алатка Drug Help EU е страницата, а ја посетиле до сега околу 140 на деца во Македонија, но допрва треба да се промовира, но допрва треба да се промовира. Цел овој период беше во изработка, подобрување, тестирање на алатката и затоа е мал бројот на посетата на оваа алатка, но таму добиваме таа е анонимна, меѓутоа се генерираат податоци во Excel табела од што можеме да видиме што се употребува и колкава е возраста на децата. Сепак и советувалиштето и Drug Help EU страницата се повише за децата од училиштата. Советувалиштето е за средните училишта на град Скопје, но не и во другите градови во земјата, а Drug Help EU е за оние деца кои користат интернет, кои знаат да користат интернет и така натака. Меѓутоа, она што јас го забележувам, имаме меѓу младите во средните училишта малолетни лица кои се повеќе и повеќе користат амфетамини и кокаин. Во земјата влегуваат амфетамини, метамфетамини и што значи кокаин. Тоа од здравствена гледна точка? Дека ние треба да се припремеме веќе и за нови програми. Ако 15 години ни треба да не направиме програма за деца, уште кој знае колку време ќе ни треба за имплементација на други програми. Се повеќе и повеќе во здравствениот систем гледам деца кои имаат психотично расстройство од употреба на канабис, на кои им е потребен третман. Каде запнува досега напорите да се направи програма? Тие се префрлаат од клиниката за психијатрија до Центарот за зависности, од Центарот за зависности до клиниката за психијатрија и не ги знам каде завршуваат децата, затоа што не можеме да имаме една програма која е all fits, одговара на сите, и за млади, и за возрастни, и за високопражни, и за нископражни. Кој ќе обедини повеќе институции, па дури значи, да она по соработуваат мене меѓу што е себе? потребно дека треба да има еден, ние сме национален центар, ама во склоп на специјализирана болница. Значи, во исто време сте национален центар и во исто време сте на секундарно ниво. Значи, треба да има еден национален центар, треба да има национален координатор кој го координира работите, кој ќе учествува и во едукација и во развој на програми, како во сите гранки во медицината, и овде да има примарна, секундарна, терцијарна, и во терцијарната да има и програми за деца, ако се малобројни програми за канабис, лица кои употребуваат канабис, а имаат психотично расстройство. За овие младиве воопшто не сме припремени. Значи, веќе хероинот можеби не е во пат, но во средните училишта све повеќе и повеќе, барем јас имам пристап само кон генерираните податоци од таа страница, иначе они се заштитени 100% и кое лице ја посетило страницата и таму има возраст и употреба на супстанции и таа Excel табела е она што мене ме тера да размислувам дека ние веќе треба да се припремаме за многу други програми, а не сме развиле ниту за базичните. Ништо, да. Господине Цековски, како изгледа животот на овие млади корисници на дрога со кои вие се среќавате? Што се повлекува користењето дрога понатаму? Така, па јас би се надоврзал и на доктор Китава.
во делот на каде запираат работите во однос на лекувањето, ние сме имале доста случаи каде што малолетници кои што употребуваат дроги биле измотивирани од страна на социјалните работници да побараат некакво лекување. И би го споделил примерот со една девојка која што имаше 16 години и во моментот кога беше измотивирана да побара лекување, беше во почетен стадиум на бременост. Значи, во таква состојба, нашите тимови се обидоа да најдат некакво решение, бидејќи како Сдружение на граѓани ние имаме многу мали надлежности и многу мали можности да помогнеме. Единствено што можеме да го направиме е да реферираме кон надлежна институција. И во таков случај, за 16 годишно девојче, например, Центарот за лекување и превенција и лекување на зависности е ненадлежен за лекување на малолетни лица. Во клиниката за психијатрија не се подготвени да лекуваат зависност, на детската клиника немаат воопшто психијатри, а на клиниката за токсикологија, која што има еден друг вид на субституцијски третман, кој што се дава и од 16 години според протоколот, немаат психијатар кој што може да направи проценка. Оваа девојка беше сместена во една од институциите наменета за деца со воспитно-социјални проблеми, но старателството беше кај низиниот татко. Голготата околу во овие административни лавиринти траеше неколку недели, се додека надлежната институција обезбеди дозвола, тоест согласност од родителот за лекување, значи тој систем оди малку споро, а во меѓувреме сите здравствени институции се прогласуваат за ненадлежни или за неекипирани, што јас верувам дека е така, меѓутоа знаете, решение мора да се најде, за да на крај девојката изгуби мотивација за лекување, доживее спонтан абортус и повторно се врати на улиците, каде што го проаѓа своето секојдневие. Морам да напоменам дека мотивирањето на малолетниците кои што употребуваат дроги, посебно оние кои што се најранливи, кои што живеат на улица или кои што доаѓаат од поранливи категории на семејства или се сместени во институции, оди многу потешко и затоа секоја прилика на измотивирано дете кое што сака да влезе на третман треба да се искористи, што значи дека потребен е еден интегриран центар каде што сите услуги, вклучително и третманот, социјализацијата, психосоцијалната поддршка и така натаму, ќе се дадат на едно место, а не децата да се праќаат од институција на институција, каде што во целиот тој процес. И главно да поминат по ходниците на здравствените установи. На улица завршуваат, за жал. Господине Змијанец, како стојат работите во регионот? Дали сте во соработка со организации што се занимаваат со овој проблем? Дали е Македонија многу полошо или ова е еден можеби сличен или регионален проблем? Она што можеби треба да го загатнеме дека сепак е Македонија не само транзит, веќе и корисник каде што дрогата врви, поминува и каде што има организирана група, мрежа која дистрибуира, набавува и регрутира деца за користење на дрога. И ако се повеќе границата се намалува, средношколската популација е веќе прва на удар на навлекување на дрога и на негова употреба, а при тоа имаме организирана мрежа и Министерството за внатрешни работи не може да и стави крај или да ја контролира за да не стигне дистрибуцијата и регрутацијата на децата до крајните корисници. Мора да се соочиме со една опасност за која не сакаме веројатно да збориме на оваа емисија, за малолетничка проституција, за набавка на дрога. Ова е многу сериозен проблем во регионот, бидејќи ме прашате во регионот, за жал се повеќе паѓа границата на деца кои употребуваат дрога и кои од немање средства за набавка на дрога, го продаваат своето тело за да може да стигнат до дрога. И ние веќе во ова имаме вклучено, како што кажавме на самиот почеток, повторно ќе нагласам, системски сакаме да го решиме проблемот, а отсуствува соработка од страна на системот. Значи, не само Министерството за труд и социјална политика, тука недостасува и Министерството за здравство и Министерството за внатрешни работи, затоа што
Мислам дека многу брзо може да се детектираат организираните мрежи за набавка на дрога, нивна дистрибуција, дисеминација, а исто така може многу брзо да се реагира доколку навистина постои малолетници кои го продаваат своето тело за да стигнат до дрога и на тој начин може да им се помогне. Ако повторно кажеме дека 15 години го дефинираме проблемот, а ние се уште немаме програми и дневни центри за рехабилитација, ресоциализација на овие деца кои веќе станале зависници. Доаѓаат ли до вашата организација информации дека овде во Македонија има веќе млади девојки кои го продаваат своето тело за да набават дрога? Доаѓаат и не само информации, него доаѓаат и корисници и деца кои потребуваат дрога. И повторно се наоѓаме во ситуација да ние сме немокни да им помогнеме, затоа што нашите дојаве до релевантните институции дописи, повторно сме во еден институционален лавиринт на преписки и дописки без крајна разрешница. И во таа крајна разрешница имаме само нова регрутација на деца, а имаме и поголемо навлекување на потешки дроги. Значи бројот се зголемува, Бројот се и зголемува и ништо не се Македонија станува држава со жална статистика на зголемен број на деца, без при тоа да им се овозможи да се рехабилитираат, како што нагласив пред малку, и родителите заедно со Во регионот нивните дали деца. постојат организирани системи? Некоја земја е поорганизирана од Македонија за лечење и А тоа може да ресоциализација? кажат од ХОПС. Ако има, ја верувам дека има. Во Хрватска знам дека има, за другите земји немам информација. Само би се навртил на нешто. Сметам дека апсолутно да, Македонија бидејќи е некако транзитна земја, можеби имаме и нешто поголем проток на илегални супстанци, меѓутоа сметам дека моментот дека подземјата се обидува да ги регрутира децата да употребуваат дроги е малку да речем надвор од фокусот и мислам дека употребата на дроги, изголемувањето на употребата на дроги кај децата се должи на нешто друго. Целата политичко-социјална состојба и така натаму, неефикасната превенција и слично. Значи во нашата земја под превенција се подразбира заплашување на децата поради штетните последици од употребата на дрога. Меѓутоа мора да се запрашаме зошто луѓето воопшто употребуваат дроги. Ке ја прашаме докторката. Така. Во нашите превентивни напори воопшто не се препознаени позитивните ефекти, да речеме, на дрогата и воопшто не се обидуваме како систем да разбереме зошто некој На кои позитивни посегнува. ефекти мислите? Сите позитивни ефекти поради кои што луѓето употребуваат дроги како социјален лубрикант, друштвен момент и така натаму. Значи тие како моменти се многу важни да се препознаат од страна на превенцијата, а не само превентивните напори да бидат насочени кон заплашување на децата. Например, кога ќе кажете на некој малолетник дека дрогата убива или не знам каква да речеме порака од сличен калибар, тие не се опипливи за нив и нема да бидат ефикасни, нема да ги мотивираат. Мислите дека дури повеќе и се разбудува љубопитност? Може би се разбудува и љубопитност, меѓутоа и веројатно и поради други фактори, така, да, не веруваат едноставно, не се примамливи за нив. Така. Овде неколку прашања се покрена, од вас очекуваме одговор, да. Прво околу превенцијата. Точно е тоа дека превенцијата не значи застрашување и дека таа превенција, така наречена превенција, е евалуирана и докажано е дека не работи. Нема ефект. Со, не знам, слики пред и после тоа, ако потребуваш ваков ќе станеш или не знам што ќе ти се деси и така, застрашувањето не помага и тоа се истрошени пари. Значи, многу е попаметно тие пари да се истрошат на нешто што е евалуирано и работи, а такви евалуирани програми за превенција постојат и знаеме што работи, што не работи. Околу поголем проток во нашата земја, јас не би рекла, затоа што сега е многу актуелно веќе Darknet, односно интернет набавката и многу повеќе има интернет набавки во другите земји него во Македонија. Но конечно видовме и фабрика дека има во Македонија, имаше, функционираше така. Фабрики има и во Македонија и во други земји, меѓутоа има истражувања на прашањето во регионот, истражувања во некои земји од регионот. Хрватска има тоа направено, Србија сега го прави, со поддршка од Европски мониторинг центар, во отпадните води испитуваат кои супстанци ги има.
И така знаат нивните граѓани, да речеме од Загреб или од некој друг град, што најмногу употребуваат. користат, да. Не го знаат кој е лицето што е употребило супстанцата, но во отпадната вода добиваат разни дроги и нови психоактивни супстанции, а новите психоактивни супстанции, ако не се уште ставени на листа на супстанции кои се под контрола, тие се легални. И како Ако беше и те- на парите има трага секогаш. Како на парите? На парите исто така, на таму книжните- се купува не со книжните книжни пари, таму се купува со виртуелни пари, со Преку интернет. Да, преку интернет и се добива по пошта другата. Ако не е ставена на листа на контрола, таа е легална, за неа не се оди у затвор и се повеќе и повеќе младите се преориентираат на тие дроги, нови психоактивни субстанции, затоа што тие се поевтини, тие се лесно достапни, за нив не се оди у затвор. Ако си во некој училиште кое му текнува дека треба да зима мокрача за да контролира дали учениците зимаат дрога, он е чист. Ако си во некоја програма каде што се проверува дали употребуваш дрога, си чист. Ако си во затвор, си чист. И тогаш луѓето на некој начин се пушираат, се буткаат да ги употребуваат новите психоактивни субстанции кои се многу појаки, 10 до 16 пати канабисот синтетски е појак од овој природниот, прави многу повеќе психотични расстройства, затоа што таму има само ТХЦ, а ги нема другите компоненти од другите, така да Драги спомна дека ние треба да бидеме побрзи од другите и да другите се многу брзи, стварно се многу брзи, сцената се менува многу брзо. Мислам дека само може да трчаме и бркаме позади нив, но може да дадеме придонес во кога ќе се адресира проблемот побрза имплементација. 15 години стварно е многу да се чека. Значи, тоа околу протокот, интернет дрогите и новите психоактивни субстанции, Околу она што сакам позитивните да ефекти? кажам, околу позитивните. Да беа само со лош ефект, нема да имавме проблем. И нема да требаше да правиме превенција. Ако нешто горчи, љути, не е убаво, не опржи коприва, ние не ја пипаме пак и не треба да правиме превенција на децата, не пипајте коприва, они знаат, тука нема добро. Ги пржи. Овдека они имаат нешто што им помага. Јас работејќи им помага на некој и затоа ги употребуваат. И прашањето беше зашто децата употребуваат дроги. Значи, многу се причините зашто децата употребуваат, но јас ќе ви кажам сега од пракса во советувалиштето каде што доаѓаат млади. Ми вели момчето, јас пијам од ракијата на татко ми во фрижидерот пред да излезам во град. А зашто пиеш од ракијата во фрижидерот на татко ти? Па затоа што вели јас искачам со 100 денари, а со 100 денари можам да купам само една пијачка и влез, а со ракијата имам таман доволно во мене алкохол за да можам, вика, да бидам слободен, да се удварам на девојки и секогаш кога испијам алкохол, тогаш јас имам девојка и добро се осеќам. Ако не, вика, јас седам, ќутам, не можам да зборам. Значи, има деца кои имаат социјална фобија некој од нив или потешкоти со комуникација и они го гледаат тој под наводници позитивен ефект што ги отпушта и им прави да се чувствуваат добро. И ние на тие деца ќе им речеме, знаеш што? Тоа е многу штетно, многу опасно, ти може, многу е страшно, може да умреш и не знам што, ама он вели јас многу околу мене пијаците се живи, а плюс тоа одлично се забавуваме. Нема да веруваат во приказката, ако им ја кажувате само едната страна, а они другата ја доживеале или ја знаат. Затоа треба во превенција да се дават точни информации. Тогаш младите ви веруваат. Од која возраст треба да се дава? Превенција треба уште интраутерино. Мајките треба што се бремени со децата, има превентивни програми за бремени мајки, а тоа е мајчинство, како да се однесуваат и сето тоа. Потоа има во предшколска возраст, ви реков, миењето раце, хигиената, сечењето ногти, учењето на букви, учењето на песни, и тоа е превенција. Школото исто така е превенција. И евалуирана програма, за мене беше интересен податок и затоа често ја споделувам. Евалуирана програма која работи како превенција е заедно семејството да вечера
Значи, и ние тоа него ни забележуваме, ние ги застрашуваме дека страшна другата, ама ако ги прашаме децата што употребуваат колку пати во последниот месец вечерале заедно со своето семејство, ќе видиме дека не вечераме, затоа што или тато не е дома, или мама не е дома, или детето не е дома. Значи, не може да се собере семејството заедно и да седне да руча или да вечера, а тоа е превенција. Превенција не е да се зборува само за дрогата. Значи, превенција е како да се градат вештини, како да се каже не. Цело време децата ги учат како да бидат воспитани, да не одбиваат, да не викаат не, и кога ќе дојдат во пубертет, кога има притисок од врсниците да земе да употребува заедно со него пиво, цигара, го навредуваат, ти си ваков или онаков, го крстуваат, ако не пиеш пиво, ајде дојди со нас, зашто се двоиш и не знам што, и он тогаш не може да каже не, оти цел живот е учен да не кажува не, одеднаш му се лутиме и му велиме, ама ти треба да знаеш да одбиеш, ти треба да кажеш не. Значи, и кажувањето не е вештина која се учи. Тоа е превентивна програма, значи има обучени кадри во Македонија кои знаат што е превенција, има обучени кадри кои знаат каква е евалуацијата на програмите за превенција и тие можат да работат. За жал, кај нас, на сите им се допаѓа превенцијата, на никој не им се допаѓа третманот и оние што знаат, и оние кои умеат, и оние кои не умеат, велат ние ќе работиме превенција и некои од нив прават штета, а при тоа трошат пари. Во отсуство на вакви програми, со вклученост на Министерството за труд, на Министерството за здравство и како што спомнавте за внатрешни работи, има ли шанса невладините организации кои се занимаваат со правата на децата да помогнат во овој дел кој го спомна докторка Игнат? Како не, многу ми се допадна поентата што ја кажа докторката, затоа што пред се од најголемата одговорност имаат родителите. Мислам, во една семејна заедница, кога родителите се тие први кои може да забележат било какво однесување или проблем со кој детето се соочува и квалитетно посветено време родителите со своето дете. Затоа ми се допадна таа семејна вечера или ручек. Навистина може да помогне многу да родителите му бидат подршка на детето, да разговараат со него за да Затоа што тоа е една мини сесија на отвореност, на разговор. Да, и сега колку самите родители може да препознаат одредено однесување кај детето за да му помогнат за да го попречат или превенираат навлегувањето на детето во употреба на дрога е друго прашање. Може би треба да се направи некаков водич за родители кои ќе можат да знаат како да постапуваат со деца кои имаат намера да употребуваат дрога, кои употребуваат дрога и кои имаат последици од дрога, за да можат да им помогнат. Затоа што вие ако немате дневен центар за рехабилитација, ресоциализација и така натаму, а имате корисник на дете, корисник на дрога, како родителот ќе се справи со една таква ситуација, во една системска нефункционалност во процесот на рехабилитација на ова дете. Тоа е многу голем проблем за родителите. Родителите се конфузни и не можат да самите да се самоорганизираат ако нема одредени програми за третман. Секако. Господине, во центарот ХОПС вие имате дневен центар за деца на родители корисници на дрога, кои, предпоставувам, ги згрижувате сметајќи дека се во поголем ризик. Дали некои од тие деца пробале дрога? Јас немам информација околу прашањето кое што го поставувате, а меѓутоа можам да ви објаснам која е целта на тој центар. Значи, центарот за рехабилитација и ресоциализација е наменет за возрастни луѓе кои што употребуваат дроги и нивните семејства. И има за цел да понуди еден поширок пакет на рехабилитација и ресоциализација на целите семејства, вклучително и децата кои што се секако под поголем ризик, ете да речеме, за употреба на дрога. Само би се навратил на нешто што беше спомнато претходно. Значи,
Превенцијата е одлична, меѓутоа мора да на сите да ни биде јасно дека превенцијата нема да биде 100% успешна. Секогаш имало и секогаш ќе има луѓе кои што ќе употребуваат дроги, вклучително и малолетници. Меѓутоа, исто така треба да правиме разлика помеѓу рекреативна и проблематична употреба на дрога. Бидејќи не секоја употреба на дрога е проблематична. Пробување еднаш, преку викенд, во друштво и така натаму, многу често или најчесто не развива проблематична употреба на дрога. Меѓутоа, помал дел би завршиле, значи употребата на дрога би завршила со некаков тип на зависност и за овие луѓе, посебно за овие деца, неопходно е да постојат програми кои што ќе бидат интегрирани и кои што според мене би требало да бидат во заедничка надлежност на Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална политика. Имаме само уште неколку минути до крајот на емисијата. Повелете каква порака сакате да упатите, дали до родителите, дали до системот? За родителите само кратко можам да кажам дека советувалиштето сакам да знам во Хера, во амбулантата водно што има изготвен водич за родители и таму стои на располагање секој родител, а има и тим кој работи со родителите како и со педагошко-психолошките служби на училиштето околу давање информации, но тоа не е доволно и таа програма веќе и постои, но таа не е доволна само за Скопје и не може да ги опфати сите, односно не сите кои потребуваат дроги имаат исти потреби и не за сите е доволно советувалиштето и затоа треба да се развие програма. Дефинитивно као порака не сме спремни во овие години, немаме ни едукација на кадри. Психијатрите немаат познавање од адиктологијата. Специјализација по адиктологија нема. Психијатрите кои завршуваат специјализација ми пуштаат по мејл пораки до мене и до Министерството за здравство, дали лекар кој е специјалист по психијатрија, нема обука по адиктологија, може да работи во центар за зависност. Психијатријата треба да го припреми лекарот и ако тој положил како психијатар, тој треба да биде обучен за таа проблематика. Кој да биде првиот чекор, според вас? Мора првиот чекор да има национален центар, да има национален координатор, да се слуша струката и одлуките да не бидат донесувани само од Ова треба од Министерството за здравство да се потегне? Јас ова што го спораме прво за Министерството за здравство. Значи, Министерството за здравство да донесува одлуки без да ја вклучува струката и целната популација. Она за кого е наменета програмата, значи паралелно да се случува едукација на кадри, затоа што ние не сме припремени се и да отвориме програма. Програма не е зграда и ѕидови, треба кадар. Ние немаме припремени кадри, немаме едуцирани кадри. Едукацијата за оваа проблематика е многу лоша, недоволна за да они можат да работат и затоа поставуваат такви прашања. Значи, национален центар, национална координација, национален координатор, вклученост на струката во донесување на одлуки, вклученост на целната група во донесување на одлуки, едукација и секако дека ова интересорски треба да се решава, затоа што ова морам да го потенцирам. Ако имаме третман, а немаме грижа по тоа, после третманот не само што е корисен, него е ризик за смрт на детето, затоа што од кога вие ќе го оспособите да функционира без дрога, ако го вратите назад, неговата толеранција кон дрога е намалена, сите услови надвор не се сменети, тоа повторно земе дрога, а таа ќе го убие. И тогаш вие нешто сте инвестирале пари што сте третирале, тоа е и најмалата штета, сте го убиле детето затоа што не сте обезбедиле грижа по тоа. А за грижа по тоа не може Министерство за здравство 5 години да третира. Министерство за здравство, односно кога збора Министерство за здравство, мислам за програмите за третман,
Фармакотераписки е краток период, психотераписки е подолг, меѓутоа грижата потоа мора да биде на Министерството за социјала и труд. И додека они си велат, ама нема Не е програма наше во прашање, здравство, затоа ние немаме програма. Потоа од здравство велат, па тие немаат програма потоа, па затоа ние не почнуваме, ништо не правиме. Господине Смилјанец, која е вашата порака до меѓуресорската група која јас колку што имам информации е формирана, меѓутоа до сега ја не гледам. Искрено да ви кажам, ја повеќе би се фокусирал мојата порака да упатам кон децата и најблиските. А за системското разрешување на проблемот, очигледно ни треба соговорник тука. Значи, задоволството децата треба да го барат во себе, во добра комуникација со другарчиња, родители, околината и да ги предизвиците кои им се нудат да ги абсорбираат максимум, зашто животот е пред нив. Јас не би ги охрабрувал и не би го оправдувал рекреативното користење на дрога, затоа што тоа многу брзо може да биде како прва фаза кон проблематична употреба на дрога и на тој начин имам мала резерва во однос на било каква употреба на дрога, па макар и рекреативна, туку децата да го бараат инспирацијата за живот и задоволството во една добра, квалитетна комуникација. Сакаат да се забавуваат, можат и без дрога. Секако. Мислам, тоа е главна поента, затоа што ризикот е голем да овој рекреативен чекор премине во проблематичен и тогаш навистина ќе имаме посериозни предизвици и потешкоти. Може нешто многу важно Секако врзано со повелете, ова да. да додавам. Значи, превенција по конвенциите сме обврзани да ги заштитиме децата од употреба на дрога, така да јас немам дилема дека кај децата треба да има рекреативна употреба. Превентивните програми работат да ги заштитат децата да не почнат или ако почнат, превенцијата ако не успее да не почнат, што подоцна да почне употребата. Тоа е повторно за да се мине оној период на деца. Затоа што развојот и медицински развојот на мозокот трае до негде 20 на година и не случајно се законите во Америка до 20 години не е алкохол и не знам, затоа што развојот на мозокот и тој мозок на детето и мозокот на возрастниот не е ист. Во мозокот се случува борба меѓу еден дел кој вели застани и друг кој вели земи. Овој што вели застани кога е неразвиен е како маче, а овој што вели земи е како тигар. Кај детето имаме борба на маче и тигар и кој ќе победи тигарот. Кај возрастниот веќе не е така. И кај возрастниот може да зборуваме за рекреативна употреба на дрога, но не кај малолетните деца. Малолетните деца треба да ги заштитиме од употреба на дрога и ако во тоа не успеваме, мораме да ги третираме затоа што државата мора да се грижи за жртвите на криминалот. Тие се жртви на криминалот. Господине Цековски, на самиот крај повелете вие со вашиот заклучок. Јас се надевам ќе се сретнеме и друг пат на оваа тема за да можеби констатираме некакво придвижување, но до тогаш каде го гледате првиот чекор за решавање на проблемот? Така, па јас ќе бидам краток и би рекол првиот чекор би бил да ги повика Министерството за здравство и Министерството за труд и социјална политика да седнат на заедничка маса и заедно со стручната фела, со граѓанскиот сектор да изнајдат едно решение кое што ќе биде интегрирано и кое што ќе може да отпочне да функционира многу брзо. Зборував и претходно дека потребата е итна, превенцијата функционира само до одредена граница и Република Македонија навистина треба да стане држава која што се грижи за сите своји граѓани, вклучително и децата кои што употребуваат дроги, како основно човеково право за пристап до здравствена социјална заштита. Јас ви благодарам на сите за присуството вечерва во дебатата. Со нас беа доктор Лилјана Игнатова-Китева, психијатар од Психијатриската болница Скопје, Ивица Цековски од организацијата ХОПС и Драги Смилјанец од Детската амбасада Медјаши. Ја следевте емисијата посветена на превенција и потребни методи за лекување на децата корисници од дроги. Пријатно до некоја наредна прилика.